Многу врева за никакви резултати. И да ја немаше, изборните процеси ќе беа буквално исти. Техничките влади 3 досега не покажаа никаков квалитет или пак повисоки изборни гаранции. Основата поради која уште во далечната 2015-та СДСМ со помош на странците ја бараше како услов да учествува на изборите. Сега речиси сите политички партии се согласни дека нема потреба повеќе да постои. Таа ги преживеа последниве избори само за да се оствари ветувањето на СДСМ дадено на Ахмети дека Дуи ќе добие премиер, така што Тала Џафери освен што стана прв премиер албанец ќе биде и последен технички премиер. Токму и поради овој договор претходната власт упорно одбиваше да го прифати предлогот на ВМРО ДПМН за нејзино укинување. Со оглед дека би рекол сите политички партии во Македонија се согласни дека таа техничка влада треба да се укине, наистина не гледам причина зошто повеќе би постоела, особено што во моментот кога се избира таа техничка влада едноставно запираат сите процеси во државата и се губат практично тие последни 100 дена пред изборите. Минатата година дури и тогашниот премиер Димитар Ковачевски се согласи дека времето на пржинската влада е поминато, но никогаш не прифати таа да биде укината. Аналитичарот Божиновски е на став дека ниту во моментов, а ниту во иднина ќе има некој кој ќе се спротистави со силни аргументи зошто техничката влада би постоела и во иднина. Едноставно и целото стопанство сопира и не може да се изведува дури оние основни функции кои што се разбира треба да ги обезбеди држава. Мислам дека ниту има барем сега во моментов, а не верувам дека ќе има некој кој што особено со некакви посериозни аргументи би се спротиставил. Пржинската влада досега создаде повеќе проблеми отколку што реши. Последниот пример за абсурдноста на ваквата влада е токму проблемот со Џафери, кој во моментов е и премиер, но и пратеник, две функции кои се неспојливи. И наместо гаранции за демократски изборен процес, таа се сведа на меѓупартиски препукувања.